Се погласно се зборува за алиенацијата во земјава и влијанието врз децата. Отуѓувањето на детето од едниот родител после разводот остава последици врз детето, но ја разгорува војната помеѓу некогашните партнери. Експертите сметаат дека и недоволно се посетуваат советувалиштата со цел на админување на проблемите. Денес се смета дека отуѓувањето на детето од другиот родител е облик на злоупотреба на детето. Затоа во некои држави, кога се утврдува дека едниот родител оттуѓува, старателството му се доделува на другиот родител. За сите што сакаат да се разведат, најдобро е со сопружникот да одат на брачно советување, да се поработи на чувствата од односот маж-жена, за да не се прелијат во однос татко-мајка-дете. Многу експерти се залагаат за автоматско делено старателство, бидејќи тоа, долгорочно гледано, ги спречува војните околу децата и ги тера и двајцата да научат да соработуваат како татко и мајка. Во јавноста се погласно се зборува и за промена на законот за семејство. Јовановска смета дека општеството не сме да премолчува за новите појави на алиенација, интолеранција и омраза која најчесто завршува фатално врз децата, но и околината. Многу од проблемите, предизвиците и заканите со кои се соочува светот денес се размножуваат и не се решаваат. Затоа, недостаток на диалог помеѓу партнерите кои имаат заедничко дете е една од причините зошто не живееме во подобар свет, иако во многу случаи се чини дека ги познаваме и дијагнозите и лековите кои би можеле да ја подобрат ситуацијата. Сепак, ние сме должни да не молчиме за новите пројави на алиенација, интолеранција и омраза кои најчесто завршува фатално врз децата. Расправија околу доделено старателство било причината за вербалната расправија која завршила кобно за 59 годишниот кавадарчанец синоќа. Имено синоќа околу 23:30 часот. По претходна вербална расправија на осумнечениот со друго лице, оштетениот се обидел да ги смири и да ги раздвои. При тоа осумнечениот замавнал со дрво и го удрил оштетениот по глава, со што го бутнал на подота, потоа неколку пати го избодел со нож во пределот на градите. Од здобиените повреди на пат кон итната медицинска помош, лицето починало. Осумнечениот по извршеното дело се дал во бегство, но во текот на денов е лишен од слобода.